Девојката лисица. Еден ден, еден селанец застана крај една голема карпа во шумата. Внимавај да не ја допреш, оти ќе умреш, му рече еден глас од карпата. Кој си ти? Праша човекот, љубопитен. Јас сум дух заробен тука со векови. Сакаш да знаеш зошто? И така, гласот почна да му раскажува приказна. Пред многу векови, во палатата на императорот, живеела една убава и умна жена, која што се викала Тамамо Маје. Еден ден, императорот и неговиот син толку се разболеле, што советниците ги повикале сите лекари во кралството. Тамамо но Маје е виновна за ова, рекол еден од нив. Таа е зол дух и сака да губи императорот и неговиот син за да го заземе тронот. Изгонете ја и тие ќе оздрават. Најдете ја и убијте ја, наредиле советниците. Двајцата самураи јавале брзо со да ја фатат, но кога ја нашле, откриле дека таа се претворила во голема лисица со сјајно црвено крзно. Тогаш тие истрелале една стрела која ја погодила право во срцето. И како магија, лисицата исчезнала. А на низиното место се појавила карпа. Секој што ќе ја допрел, умирал во истиот миг. Селанецот беше трогнат од приказната. Грабна еден стап и ја преполови карпата со него. Од карпата излезе лисицата. Му се насмевна на својот спасител и се замина. Кој знае, може би и ден денес слободно се шета во густата шума.